Половина милиарда евра како нова финансиска инвестиција за македонската економија најави од Штип премиерот Христијан Мицковски. Зашто ќе бидат наменети овие пари? Ќе бидат потрошени исклучиво за реконструкција, но и изградба на локални и регионални патишта. Само за тоа. Зборуваме за изградба на сите локални и регионални патишта или нивна реконструкција. За Мицковски владината коалиција е стабилна, а јавното препукување помеѓу пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошевски и министерот за правда Игор Филков од коалицијскиот партнер ЗАМ според него ќе застане, како што вели на овие два лични става. Апсолутно можам да кажам дека владината коалиција е стабилна. Пратеникот Антонио Милошевски е член на извршниот комитет на партијата. Тој е дел од мојот најблизок периметар. Јас соработката со Антонио Милошевски ја оценувам на највисоко ниво, тоа е додадена вредност и во рамките на пратеничката група и во рамките на партијата со своето искуство. Министерот Игор Филков знам со какви проблеми се соочи, знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме во делот на реформите кои што се многу важни, посебно во секторот правда. Но на што можев да го заклучам, убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден. Од вчера платите на МВР се подебели за 10%, најави Мицковски. Уште едно од ветувањата е реализирано. Пензионерите веќе добија 2500 денари линеарно зголемување, со ние 2500 минатата година го заокружуваме циклусот на 5000. Вработените линеарно зголемување за пензионерите, вработените во образованието покрај на зголемување од минатата година добиваат и оваа година, откако ќе биде потпишан договорот кој што се усогласува на работно ниво, вработените во здравството исто така. Така што континуирано се тоа на кое што го правиме е во насока на подобрување на економските перформанси на нашите граѓани. Што се однесува за изборот, наведе градоначалникот на Кочани, премиерот е дециден. Апсолутно дека ќе се избере ВД градоначалник и тука немам никаква дилема. Не сме разговарале со советниците кој би можел тој кој што ќе биде избран и кој што ќе добие поддршка.